Младо Сугод од Штипи ја оствари третата победа во првата женска одбојкарска лига, откако во рамки на седмото коло запиша сигурна победа над Вардар на домашен терен со 3:0 во сетови. Првиот сет заврши со резултат од 25-17 за штипскиот тим, а во вториот сет Вардар се обиде да направи притиск за израмнување во сетовите, но штипиенки не дозволи изненадување, па истиот го добија со резултат од 25-21. Во третиот сет со идентичен резултат Младо Сугод да го освои сетот за 3:0 во сетови со резултат од 25-19. Струмица на домашен терен претрпе нов пораз откако со 0:3 во сетови загубите екипата на Јанта Волеј, а пак Наковски Волеј со 3:0 го доби тимот на Фит Фан Волеј. Домашна победа и тоа убедлива победа славе од бојкарките на Работнички со 3:0 во сетови над Тускана Волеј од Кичево. Во однос на табелата Јанта Волеј е прв со 20 бодови, Работнички е втор со 17, колку и што има Наковски Волеј кој е трет. На четвртото место е Фит Фан Волеј со 11 бодови. Сите останати екипи има едноцифрен број на бодови. Штипски Младо Сугод има 9 бодови, се наоѓа на петото место. Вардар е шести со 5 бодови, Струмица е предпоследна со 3 бодови, а на ноте Ускана Волеј со 2 бодови. Во однос на шестото коло во втората одбојкарска лига во женска конкуренција, многу понизвисен од превори во однос на дамите во прволигашката конкуренција. Универзитет Тетово беше поразен со 3:0 од Фламинго Волеј. Форца Волеј и Куманово играа интересен и неизвесен меч со 5 сета за 3:2. Пелистер Волеј дома загуби од Газели Волеј со 1:3. Вардар и Јанта Волеј Бут одиграа меч со 5 сета за 3:2, а пак Бамикор беше подобар од Македонија Макс со 3:0. Во однос на табелата Бамикор, Пелистер Волеј и Газели Волеј имаат по 15 бодови. На нот Универзитет Тетово и Македонија Макс без